Однос на претотужениот, кој во одговорот на туžбата бара кој орган да биде тужен на Република Македонија, и го цитирам. Няма да цитирате само закони, точно на връзка. Неточно со законот. Значи, државното земјиште во Република Македонија може да биде Истакнувам дека градежното земјиште може да биде во приватна и државна собственост. А земјиштето се наоѓа на територија на Република Македонија. Во однос на приговорот дека третотужениот на третотужениот дека не се пасивно легитимирани, истакнуваме дека дел од земјиштето на кое се однесува туžбата е во државна собственост, што значи дека основа да биде тужен, основа да биде тужен е целосно согласно со законот, што несува на карцелите дел на КП 3584/9, 3584/2, 3569 целата, и 3572 целата пастера. Во однос на приговорот дека тужителите немаат активна легитимација во овој спор, приговорот дека тужителите немаат активна легитимација во овој спор. цитирајќи дека доказите доставени за иската се незаконски, истакнуваме дека доказите се незаконски. Сакам да кажам дека прво, второ и трето тужителот се впишани во јавните исправи, а четврто, петто, шесто и седмо тужителот се наследна заедница на покоен Кадри Давтовски, исто пише во јавните исправи кои се доказни со туžбата. Кои се доказни во туžбата. Јавните исправи кои се доказни со туžбата. Во однос на наследната заедница, значи во однос на наследната заедница, оставината на некој умрено лице се минува по сила на закон
врз неговите наследници во моментот на смртта. И согласно законот за собственост, земјинската собственост е дефинирана и во одредбите за добивање на имот на наследна земјица. Наследна земјица. Во однос на наводот дека земјиштето е приватизирано согласно законски водени постапки, водени постапки и таквото тврдење приватизацијата е вршена со надоместок. И така да тврдење е неосновано? Неосновано, да. Е неосновано. А самата приватизација е вршена со надоместок. Сигурно светото земје го имам во предвид членот 6 од законот за приватизација и закуп, на градечно земјиште од државна собственост. Државно земјиште. Дека градежното земјиште, што е во општа употреба, зашто се јавни площади, улици, сообраќајници, паркови и јавно зеленило, и градежно земјиште кое со актите за урбанистичко планирање, со кои се утврдува градежната парцела, е наменето, потенциран за добро во општа употреба, е во државна собственост и не е предмет на приватизација. Исклучок од ова правило се лица кои се поранешни собственици на градежното земјиште и правни лица кои за стекнатото право на користење на градежното земјиште платиле на домет. Како што се гледа од решенијата за приватизација, кои се приложени како доказ во предметот, правосудениот приватизира со надомет, што значи дека тоа право согласно овој член и го нема. Да. Исто така сакам да напоменем дека согласно став 5 правните дела кои се спротивни на
stavak 1. Согласно став 5. Stav 5, da. Pravните djela koji se protivni na stavak 1, na ovoj svete ništovni i ne proizveduva pravno već. Kako dokaz bi prilagam informacija od opština Resen, broj, UPA crta ENE, crta 10, crta ENE, od 15. januari 2019. godina, potpišana od gradonačelnika opštine Resen. Što prilozi izvod od detaljnog urbanistički plan. Na ovaj sve se priloži. Da. To priloži izvod. Detaljnog urbanistički plan za urbana jedinica 5, centar Resen, za katastarskите parceli koji са обхватени от службата прибеното барање и што сценариите предвидено и што сценами е предвидено како и копие од графичкиот интензивен план на делот за урбана единица 5 центар Ресен од делот за hortikultura. Hortikultura. Isto така, како прилози на пола ги доставувам дел од урбанистичкиот план и хортикултурното уредување, отворен формат, каде што точно се гледаат броевите на катастарските парцели. Од два да се помни. Што се однесува се гледаат и броевите на катастарските парцели. Во однос на правосудениот и неговите наводи во одговорот на службата, и дека службата била нејасна и неразбирлива, цитирање на членот 178 од ЗПП, od ЗПП, 178 ЗПП. Е во контрадикторност со тоа што
под овој член подведува решителни факти кои не се содржина на овој член. Да, со содржината на овој член. При тоа овојувајќи ги оставинското решение и судски одлуки во форма на подлоги донесени од овој суд и тоа суди кои се легенди. Овој суд точка. Друго? Решителните факти и конкретните докази се јавни исправи. Ние немаме доказ со приватни исправи и затоа Не кажете. Почнуваме со уверението за историски преглед на извршени запишувања. И да понесам подоставување? Не. Давам одговор на родите. Кажи, нема докази, нема такви работи. Кажи. Не. Доказна поставка во скрипте мора пише. Како правосуден испит може наследно право слушавме, може отказина, слушавме, може складно право. Уверението за историски преглед на извршени запишувања согласно законот за статната недвижности е јавна исправа. А согласно ЗПП, судот полага верба и ги земат како докажани фактите кои се содржани во некоја исправа. Ако некој нема верба во таа, може да си покрене друга поставка каде што ќе ја докажува невистинитоста на таа исправа. Околу прашањето дека судителите немаат правен интерес во оваа поставка, согласно член 177, став 2 од ЗПП, каде јасно кажува дека кога судителите имаат правен интерес, судот утврди постоење, односно непостоење на некој право. Ние докажуваме дека имаме право кое постои, меѓутоа е на наша страна, а како докази поднесуваме судски одлуки, решение на надлежни државни органи, одлука на локална самоуправа, детален урбанистички план, каде се до 2010 година судителите се пишани и фигурираат како корисници на површината на парцелите која е опишана во титулот на присвоеното барање. Значи, служителите имаат правен интерес и активна легитимација, како што и претходно го изнесовме затоа што има и од првото Има правен интерес за водење на предметната постапка. Во однос на тоа дека се работи за несудска поставка, како што наведува правосудениот, и се повикува на член 101 став 1 од ЗПП, дека судбата била нејасна, ние се прашуваме што не му е јасно на правосудениот, бидејќи петитумот ја опфаќа површината на старата ЗП 852/1,
која сега е поделена од други катастарски парцели. Најверојатно го разгледале вештиот наук и вистиње, каде во детали е објаснето како настанала делбата на старата 852 на /1/2, а согласно правилникот за водење на катастарска евиденција, ново формираните парцели добиваат број од стара парцела, со тоа што старата парцела го задржува стариот број, врз 1, а новата парцела добива 2, 3, 4, во зависност од тоа колку нови парцели се формира. Значи дека 852 на која согласно нашите докази правото на користење, предходно собственост на право на користење имаат служителите, после е делена понатака и кои парцелите форми произведуваат од парцели. Околу тоа наводите дека во овој предмет нема судска надлежност, сакам да искажам дека градежното земјиште на кое постои спорно право, како што наведува правотужениот, или постои идентичност на градежното земјиште, може да се приватизира согласно законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна собственост. Согласно со овој закон, после решавање на претходно прашање ако постои спорно право на користење. Меѓутоа, тоа спорно право на користење може да се јави само помеѓу државата и барателот за приватизација. Случај се работи за предмет кој што е во судска надлежност. Во судска надлежност, а во членот 5 од истиот закон вели дека на градежното земјиште може да се стекнат со право на собственост и други стварни права, а секако стварните права спаѓаат во надлежност на редовен суд, и врз истите се применуваат прописите за собственост и други стварни права. Значи, при говор за немање на судска надлежност и толкувањето се целосно погрешни. Поминувањето на член 15 е неиздржливо, бидејќи оваа туџба не се спори правото на користење во постапка за приватизација, туку утврдување на право на користење согласно граѓанските материјални и процесни правила, кои секако е надлежен овој суд. А дали туžителите претендира на приватизација или не, е објаснето во петитумот на туžбата. Нормално, тоа станува како нивно право. Околу законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна собственост, исто така, на наводите на првото земје, сакам да истакнем дека тој хибриден закон, во материјалниот дел од законот се опишува кој е корисник, како станал и кој може да бара приватизација, и тоа е материјален дел од законот, а самата постапка за приватизација, покрај определување на условите кои треба да бидат исполнети, како лек специјалист на законот за општа управна постапка, утврдува дека самата приватизација ќе се врши согласно законот за општа управна постапка, така да и овој дел е несериозен, затоа што ние воопшто не бараме приватизација. Првотужениот го стекна правото со приватизација, а не со облигационен однос, па да се представува како или со некој правно дело, и тоа со надомест. А за тоа претходно требало да биде легален корисник на истото земјиште на кое претендираме и ние. Што значи дека барањето се примени член 15 став 2, затоа не е само сордина на законот, туку и навистина е несериозно во случај. Околу активната легитимација при говорот, предходно ја објаснавме која е нашата активна легитимација, да, најверојатно се работи за непрочитане или неразбрана туžба. Фала Богу, тројца се здрави и живи од запишаните корисници, а наследничката заедница на Кадрија е 4, 5, 6 и 7 тужителот,
Така да изпълнете сите законски за сопарничарство, нужно сопарничарство, единствено сопарничарство, како што наведува Движението во Собора. Околу пасивната легитимација, Движението дава приговор дека не се пасивно легитимирани. Јас сакам да кажам дека едно право не може со неправо да премине во некој друго право. И секој право, колку и да се докажува дека е јако, најако, прејако, е никакво ако е стекнато на противзаконит начин. И затоа е дозволено во судска постапка да се докажува дека таквото право и не постои. Дека е пасивно легитимиран првотужениот, тој е собственик на дел по парцелата 3584/1, 3584/2 и има корисничко право на дел од парцела КП 3569. Го споменува Законот за градено земјиште, алудирајќи на тоа дека право на користење во Македонија не постои, единствено е регулирано и еднаш спомнато во Законот за градено земјиште, и да искушто открит дека тој закон е донесен во 2015 година, а Законот за приватизација и закуп на градено земјиште во државна собственост е донесен во 2005 година, каде целиот е посветен на тоа кои се корисници и како тие корисници можат да станат приватни собственици, и тој закон е се уште актуелен и правото за поднесување, барање за приватизација е се до 2021 година. Во однос на тоа дека не сме доставиле докази за правниот основ на нашето барање. Значи, сите предложени докази, како што кажа, се во судбата, сите се јавни исправи, издадени од надзорни органи, вештиот наод и мислење, законот за приватизација на згради, на земјиште и закуп на градено земјиште во државна собственост. А дали ние ќе претендираме на приватизација или не е предмет на това. Тоа беше спомнато само во контекст, бидејќи кога ќе си го вратиме користничкото право, ние секако го имаме правото за приватизација на исто. И во однос на одговорот за првотужениот објаснат, кој се има право да бара приватизација на градено земјиште? Не е предмето на барањето уште неколку решени. Ево, ќе го скопнамо, значи, ние сме поранешни собственици на граденото земјиште. А првотужениот станал собственик по основ на доверено земјиште без надовеќе, кој секако не може да го приватизира, освен земјиштето под објектот, односно деталниот собственици на градено земјиште, кои се дефинирани земјиште. Да. Кои се дефинирани во законот за собственост, за приватизација на земјиште, во членот 2. А додека првотужениот стекнал собственост на земјиштето основ на користење без надокнада. Да не ги набројувам кои се условите за приватизација на градено земјиште на физички лица,
кој нема обврска за плаќање надомест и услови за приватизација на градежно земјиште на правни лица со надомест, бидејќи тие се подробно опишани во споменатиот закон. Околу тоа дека правото на користење не се запишува во јавни книги, ќе го скокнам и тој дел, бидејќи многу ми е несериозен, најверојатно или сакаме да усмериме насокава да сувеѓемо во друг правец, или не го познаваме законот за качество на невидности. А што се однесува до второтужениот и неговиот одговор на тујба, сакам да истакам дека иако го одбиват тујбеното барање во целост, доставува докази со кои го признава тујбеното барање. Од нив произлегува дека го признава тујбеното барање. И сакам дека иако истиот член дека се отбие тујбеното барање, од доставените докази со предлогот произлегува дека тујбеното барање е основно. Основано и го признава. Што фактички го признава. Да. Член 321 од ЗПП, ако тужениот во одговорот на тујбата ги признал решителните факти, независно од тоа што го оспорил, дури судот може да донесе и делумна пресуда во однос на тужениот, а како докази, уште не ще ги доставам, значи тоа е скица од теренско мерење, број 02. Се е доставени? Кој? Овие докази? Да, има доставено, значи доставените, да реално се гледа дека тие полагаат право на користење во 2000 година на парцела 852/2. А во истата година, во исто копија од кадастрски план на служникарите, се потврдува дека тие се корисници на кадастрска парцела 852/1 во површина 627 квадрати, а во мината скита тие се корисници на 690 квадрати. Исто е како доказ во поставката или во тујбата поднесена. Остануваме да се изгледат сите предложени докази. Останувам на предлогот да се изгледат предложените докази. Да се повика сите предложени сведоци, освен лицето. И да се повика сите предложени сведоци, освен лицето Марина Думовска, освен лицето Марина Думовска, кој сметаме дека за која сметаме дека оглед на тујбеното барање не може да изнесе факти. Истата не може да изнесе факти во предметниот спор. Точкено се прочита писмениот одговор на тујба поднесен од страна на првотужениот. Полномочникот на првотужениот изнесе. Останувам во селот, сам да бидам одговорна од тоа. Останувам во селот, подадениот одговор на тујба. На војногабностиот. И наводите во опцијот. Дадениот одговор на тујба и наводите во опцијот. Истакнуваме приговор на легање на пусканата.
Това и имате изтакнато в... Изтакнато, съгласен. Нещо надпора, което изтакнатите приговори в отговор на служба, и изтакнатите приговори. Склонност на деня доставените докази, въздържам правото допълнително да се произнася. Склонност на деня доставените докази. Въздържам правото да се произнесам допълнително. Пълномощникът на моментално се прочита. Писменият договор на служба. Доктор от страна пълномощникът на съразсъждение. Пълномощникът на съразсъждение изнесе. Останало да го сечето в отговор на службата. Останало го се како во отговорот на служба. Се прочита писменият договор на служба, подписан на страна на съразсъждение. Застапникот на съразсъждението изнесе. Установуваме на наводите изнесени во писмениот одговор на служба. Установуваме на наводите изнесени во писмениот одговор на служба. Приговорите наведени во него. И приговорите наведени во него. Врска со денес оставените докази не би могле време да се произнесеме. Точка по однос на денес доставените докази. Не можем точно да се произнесам. Во врска со изведување на останатите предложени докази, Во врска ние се противиме. до изведување на останатите предложени докази не се противам на изведена инцидент. Точка на сила на решение. Се прифаќаат предлозите на пълномощниците на странките да на главната разправа бидат изведени писмените докази, предложени от страна на пълномощникът на служителите и пълномощниците на служение. Точка. Се прифаќа предлогот во предложение. Се прифаќа предлогот на главната разправа поводот на предлогот за останувате из новите лицемењето. Новите лицемењето, што беше во нив. Се прифаќа предлогот на пълномощникот на служителите за на главната разправа да видат што случаи